Оваа учебна година е многу поразлична од другите поради онлайн наставата, која важи за најголемиот дел од учениците. Поминаа повеќе од 4 месеци и децата веќе се привикнаа предавањата и часовите да ги следат на лаптопи и телефони. Засега промени во начинот на одвивање на наставата не се најавуваат. Извесно е дека учењето на далечина продолжува. Текот на пандемијата е тешко да се предвиди, но со оглед дека ќе се спроведува имунизација, се претпоставува дека од септември учениците ќе се враќаат во клупите. Какви ќе бидат нивните реакции и дали ќе им биде тешко после толку време учење пред електронски уред да се најдат во училишната средина? Психологот Билен Карахасан од Центарот за социјална работа во Гостивар оценува дека децата со нетрпение очекуваат повторно да одат на настава во училиштата, оти ги доживуваат како природна атмосфера за учење. Јас лично мислам дека тоа нема да биде многу тешко, бидејќи е поприродно да се оди во школу, тоа е нешто во људска природа него да се седи дома нон-стоп за компјутер, тоа не е природно, не е природно ни за организмот. И мислим дека за кратко време децата и самите сакаат да се вратат во школа, дека се заситени од, бидејќи таа материја, значи таа онлайн настава, компјутери, екрани, тие сите не се природни медиуми и човек се заситува од тоа. Значи, после едно време чувствува притисок од тоа. Така дека мислам дека многу деца едва и чекаат да почнат школите, нормално да одат, да се шетаат до школото. Тоа е нешто што е природно и што правевме со илјадници години. Ова онлайн и овие работи, тоа постои последни 10 години, така дека не мислам дека ќе има проблем со тоа. Оваа учебна година настава со физичко присуство има само за децата од прво до трето оделение и во некои училишта во селата, кои добија дозвола од Министерството за образование. И за учениците кои одат во училиште секојдневието е променето, со оглед дека мора да се држат до строги протоколи. Поделени се во помали групи, носат маски, почесто ги мијат и дезинфицираат рацете, треба да држат растојание и слично.